Почитувани ученици, добар ден! Јас сум Ангел Чуколев, вработен во Средното општинско училиште Љупчо Сантов од Кочани. Денеска, на овој час, ќе зборуваме на темата спортска гимнастика, справата прескоци, а наставната единица е прескок с грчка преку јарец со заножување. Самиот збор назив с грчка ни објаснува дека овој прескок всушност се карактеризира со тоа што при преминувањето преку справата телото е во згрчена положба. Па на почетокот да видиме што ни е потребно за да можеме да ја вежбаме оваа вежба. Значи, на прескокот гимнастичарите го изведуваат со помош на справа наречена коњ без рачки или јарец, потоа одскочна штица и нормално треба да имаме одреден простор во спортската сала за залет и неколку душеци. Прескоците се карактеризираат со тоа што се изведуваат во повеќе фази кои што се споени во една целина. Фазата залет, тоа е трчање за да се стигне до одскочната даска, потоа одраз со двете нозе од одскочната штица и летот до справата. Потоа следува одраз со рацете од справата и премин преку истата. На крајот се завршува со статичен доскок. Залет, наскок на даската, одраз, лет до справата. Лет преку справата и доскок. Значи рековме прескокот с грчка започнува со неколку чекори залет, потоа се врши силен одраз со двете нозе од одскочната штица. Телото почнува да се движи косо, горе и напред. По првата фаза на летање, значи вежбачот, се допира со рацете на површината на справата. Потоа врши собирање на нозете во зглобовите на колената кон градите и свиткување по кулковите. Кулковите се наоѓаат на височина на рамената, а потоа се врши силен одраз со рацете од справата нагоре и започнува втората фаза на летање. Справата се преминува во згрчена положба. Рацете се шират и во истиот момент се врши подготовка за спуштање на телото. Сето ова можеме да го видиме во оваа успорена снимка. Ученикот се залетува, врши подготовка, одраз со двете нозе, лет, доскок, се згрчува во колената и доскок. За да можеме да ја вежбаме оваа вежба, користиме претходно подготвителни вежби со кои што се започнува учењето. Еве неколку од нив. Ќе ги наброиме, значи како скокање со подпирање на рацете од јарецот, скокање од место без одскочната штица, со згрчување на нозете. Потоа прескок згрчено преку јарецот на мала височина со двајца помагачи, асистенти. И прескок с грчка со асистенција од наставникот. Со редовна примена на овие предвежби се влијае на развојот на моторичките способности кои се неопходни за понатаму да можеме да го вежбаме овој елемент. Со нив се олеснува совладувањето на техниката на елементот и има широка улога во запознавање на справата и помошните справи. Исто така ги развива и моторичките способности потребни за изведување на прескокот, и тоа силата на нозете, на рацете и раменскиот појас, како координацијата и рамнотежата. Во целина, значи со прескоците, првенствено се развива усогласеното движење на сите делови од телото, посебно усогласеноста на рацете и нозете, се развива и ориентацијата во простор. Исто така, преку прескоците, при изведба на одразот се влијае на развој на експлозивната сила на нозете, додека при одразот со рацете од справата се влијае на развојот на силата на рацете и рамената. Исто така се развива и рамнотежата,
динамичката со преминот преку справата и статичката равнотежа при доскок. Со вежбање на прескоците се овозможува учениците да ги совладуваат препреките со кои ќе се среќаваат во секојдневниот живот, како што се совладување препреки со залет, со одраз, доскоци од повисока површина, како и избегнување на некои препреки кога се потпираме со раце. Со прескоците се совладува и стравот, кој секако е присутен за преминување на препреки и височинки, што исто така им помогна полесно да се снаоѓаат во секојдневниот живот. Слични движења, како при прескоците, се среќаваат во многу други спортови, како што е кошарката, атлетиката, одбојката и многу други. Со вежбањето гимнастика се стекнуваме со презнаења и моторички способности кои помагаат полесно да се совладуваат елементите во другите спортови. И затоа велиме дека гимнастиката представува една од темелните основни и главни гранки во спортот. Еве една успешна реализација на прескокот с крчка преку јарец со замржување. Се надевам, имавте доволно информации за да сватите и видите овој елемент и да можеме, кога ќе бидеме физички присутни во нашите спортски сали, со успех да го преминуваме. Ви благодарам на вниманието, спортски поздрав!